На денот кога Ивана се самоуби заедно со незината ќерка Катја, го пријавила Стојанче во полиција 2 пати. Првиот пат кога дошле полицајците, разговарале со нив, им рекле самите да си го решат проблемот. По некоја минута Ивана повторно го пријавила во полиција, меѓутоа кога дошле полицајците, прашале кои се заканува, таа од страв молчала и полицијата ја рекла дека доколку уште еднаш пријави, тие кривично ќе гонат за лажни пријави. Денеска во судот сведочеше Мартин Саздов за малтретирањето на Ивана низ годините од нејзиниот сопруг Стојанче Јовановски, но и за кобниот ден 2 март, кога таа реши да скокне од 6-тиот спрат од балконот, каде што живееле по долги години малтретирање од нејзиниот сопруг. На 2 марта Стојанче тепал Ивана на повеќе локации во Скопје, а Мартин Саздов бил присутен на речиси сите тие локации каде што Ивана била малтретирана од Стојанче. Утрото Мартин отишол кај Ивана на работа, бидејќи таа претходната вечер му напишала порака дека не може да издржи повеќе. Откако разговарале, Мартин си отишол, но по неколку минути се вратил на истото место, бидејќи Стојанче дошол и почнал да ја тепа Ивана. Заедно сите тројца отишле до кривичниот суд, каде што Стојанче требал да се пријави, меѓутоа и тука Стојанче почнал да ја тепа Ивана со боксови и тогаш Ивана решила да повика полиција. Во продолжение ќе прочитам и дел од сведоштвото на Мартин Саздов. Имаше многу навреди додека да дојде полицијата. Кога дојдоа, Ивана се тргна со нив на страна, разговараа со неа. Потоа го тргна и Стојанче на страна, разговара и со него. Ивана цело време ми велеше дека додека Стојанче беше со полицајците, дека таа никогаш не кажало ти јас сум го наместил него за дрогата. Полицајците им ги вратија личните карти и им рекоа на двајцата решете си го проблемот. Стојанче во текот на целиот ден се заканувал Ивана, бидејќи кога полицијата му нашла дрога во автомобилот, тој пробал да ги намести Ивана и Мартин дека всушност тие му ја подметнале дрогата. Но по некоја минута откако си заминала полицијата, Ивана повторно го пријавува Стојанче за закани. Кога полицијата повторно доаѓа, таа од страв не сакала да каже кои се заканува и тука полицијата и вели дека следен пат не ја ќе пријават поради пријавување на лажни пријави. Од тука, од кривичниот суд, дента на трагичниот настан, Мартин Саздов ги однел Стојанче Ивана до нивниот стан, каде што Ивана требало да си ги земе работите и да ја однесе кај мајки. Бидејќи Стојанче пробал да ја тепа Ивана и во станот, дури таа си ги собирала работите, Мартин инсистирал тие двајцата да се симнат доле и да ја почекаат Ивана. Тогаш Ивана им кажала дека не сака да си оде од станот, дека ќе спијат со нејзината ќерка Катја и ја заклучила вратата од внатре. Тука по некоја минута се следи трагичниот настан, кој што Мартин Саздов го опишува со следните зборови. Се симнавме доле, мислев дека Ивана ќе се предомисли, ќе се симне. Застанавме доле, јас во еден момент се посумневав да не си направи нешто. Го прашав Стојанче да не направи нешто Ивана, тој ми кажа не, таа не се убива, нема да умре. Му задзвони Ивана на телефонот на Стојанче, нешто збореа, кога спушти Стојанче го стави телефонот во џеп, го прашав што зборувавте, он ми кажа дека не ја разбрал. Јас претпоставувам дека Ивана му кажала како ќе направи такво нешто, а он го стави телефонот во џеп на нечујно. Ивана ми се јави мене и побара Стојанче да се јави на камера. Стојанче звонеше, јас дзирнав што се случува во телефонот. Видов Ивана како стои со Катја во раце на терасата и одма сватив што ќе направи. Викнав Ивана, немој да си направила глупост. Почнав да трчам на кај влезот и само слушнав силен удар. Истрчав да видам што се случи, ја видов Ивана во крв како лежи и почнав да трчам назад. Мислев дека Катја е уште горе на терасата, но ми текна дека ја заклучи вратата од внатре. Почнав да трчам назад, да видам дали Катја е на терасата, но кога стигнав, ја видов и Катја до нејзе. Почнав да викам, викнете брза помош, не знаев што да направам. Стојанче почна да трча на кај главната улица и не сакаше да ги види. Ова беше сведочењето на Мартин Саздов за чинот, односно трагичниот настан кога Ивана скокна 6-тиот кат заедно со незината ќерка Катја по малтретирањето во текот на целиот ден, заканите меѓутоа и долгогодишното тепање од незиниот сопруг.
Мартин Саздов всушност му бил пријател и колега на Стојанче, заедно работеле во пожарната, но и фамилиарно се дружеле заедно и со Ивана и незината ќерка Катја, но сепак тие двајца престанале да се дружат откако, како што тврди Мартин Саздов, го фатил Стојанче како излегува со неговата девојка. Немале контакт, се одека Ивана во август минатата година не му се јавила да е, ако може, да ја земе од автопат, откако Стојанче ги истепал и ја оставил на автопатот Штип 1 час од пополноќ, а таа се криела позади банкина заедно со незината ќерка Катја. Кога Мартин Саздов ги земал од автопатот, тогаш Ивана одлучила да покрене бракоразводна постапка и како што сведочеше денеска Мартин Саздов, тој засакал Ивана и започнале љубовна врска. Меѓутоа во целиот тој период Стојанче ги следел, им се заканувал. Полицијата тогаш му нашла друга во неговиот автомобил, тој сакал да ги намести Ивана и Мартин дека всушност тие му ја подметнале другата, па дури ги пријавува во полиција, односно Мартин, дека му се заканувал по неговиот живот. Меѓутоа, до неколку месеци, откако Ивана трпала закани и уцени од Стојанче по нејзиниот живот, меѓутоа дека ќе ја објави експлицитни видеа од неа, Ивана под присила решила да се врати кај Стојанче и да си го зема оној дел од станот кој што Стојанче присилно и го одземал од неа, бидејќи кажала дека само тоа го има на нејзино име. Исто така, Мартин сведочеше и кога го праша судијата зошто Ивана, додека била тепана ни сите тие години, дали немала каде да отиде, тој кажа дека, како што кажав, се враќала во станот, бидејќи само тој бил незин, но не била и во добри односи со родителите по неколку дена пред да реши да си го одземе животот, бидејќи не ја оставила оставина од незиниот татко. Исто така еднашка, само да нагласам пред крајот, дека Мартин го пријавил Стојанче дека ја тепа Ивана, меѓутоа во полициската станица Пролет го прашале кој си ти да пријавиш. Ова беа некои клучни детали од денешното судење за Стојанче Јовановски, кој што се товари дека ја тепал неговата супруга и ја загрозил сигурноста и ја навел да се самоубие. Тамара, ти благодарам особено за загрижувачки наводите за несоодветното постапување на полицијата. Истрага која допрва треба да биде отворена по контролите од натрешната контрола. Ке очекуваме детали во